На 2 години до завршувањето на декадата, очекувањата за подобар живот на ромите во Македонија пукнаа како меуро цапуница. По 547 денари годишно за секој ром. Толку одвои државата годинава, и тоа за здравство, образование, домување, вработување, па и за култура. И ова е неголемата сума дадена досега, вкупно 29 милиони денари. Заокружено може би изгледа и многу, но ако се земе во предвид фактот дека во земјава официјално живеат 53.000 роми, односно двојно повеќе според невладините организации, со вакви средства тешко дека ова население може вистински да се интегрира во општеството. Исне се смета дури за среќна што има кров над главата во Шуто Оризари. 8 години од почнувањето на декадата и многу празни зборови за подобар живот, таа изгубила надеж дека набрзо нешто и ќе се смени. Со социјална помош од 1800 денари и 2 малолетни деца, тешко се живее. Нигде не работиме, никој. Само социјално живееме. И тоа мизерско живот, да ти кажам наискрено. Тоа е, не можеме, тоа е еден ден, денеска ако имаме, утре немаме. Тоа е со 1800 динари, тоа не се живее. Сиромаштијата одамна тропнала и на вратата на незиниот сосед. Роден скопјанец, некогаш вработен во ФАС. Декадата го одминала и Мустафа. Каде е таа декада? Која више таа декада? Што видовме од таа декада? Нека искочи некој нешто, нека каже направивме од тоа декада. Некој нешто нека каже. Овие политичари докаде ќе не водат вака. Со лажење не иде. Направи па докажи. Тоа е декада. Декадата на ромите како меѓународна иницијатива започна во 2005 година. Истовремено македонската влада донесе стратегија и детални акциони планови за подобрување на животот на ромското население во 4 области: образование, здравство, домување и вработување. Ваквата работа најде на пофалба од меѓународната заедница, но се до моментот кога плановите требаше да се спроведат и на дело. Оние кои ги пишуваа, заборавија да предвидат дека за нивна реализација требало да се донесе и реален буџет. Значи стратегијата се правеше не беше водена од принципот на прво креирање на финансиски средства, а после тоа креирање на соодветни планови како да бидат потрошени тие финансиски средства. Сметам дека обратниот процес на ваквото креирање е причина зашто сега се соочуваме со таков проблем. Меѓутоа, во главно теоретски и практично стратегијата како документ е квалитетен документ. Финансиските средства не се не знам колку обумни, повторно ќе напоменам. Економската ситуација во која што се наоѓа нашата држава практично ограничување за целосното имплементирање на акционите планови во оваа област. Лјатев ја најдовме во градинката во Шутка, ваш за еден од највредните активисти меѓу ромското население. Во брзаницата меѓу неколку состаноци, едукација на децата и родителите, но и постојана борба со гредата реалност, најде време да ни каже дека државата не е вистински заинтересирана за интеграција на ромите. Се уште странските донатори, странските интернационални донатори и донации кои ги добиваме, изгледа дека се повеќе заинтересирани во однос на решавање на ромскиот проблем во делот на процесот на интеграција, отколку сопствената држава, бидејќи ние како невладини организации често пати бевме повикувани на правење на таа стратегија, во правење на оние акциони планови, и секогаш тие акциони планови не беа имплементирани, него некаде во фиоки завршуваат негде некаде во некој министерство, за жал. Со Амбрела Лјатифа работи главно на проекти од областа на здравството и образованието. Овде е нотиран и најголем напредок. За неа сега е најважно новите генерации да станат дел од системот и затоа инсистира на вклучување на младите роми во нивните програми. Меѓу нив и синот на Уснија, кој без помошта на граѓанските здруженија тешко дека ќе успееше да тргне во средно училиште. Јас сакам моите деца да бидат школовани, да бидат како мене неписмена. Еве, јас сум неписмена. Ама сакам моите деца и ги учив моите деца. Сите се со средно. Ке биде ли потребна барем уште една декада за поместување на работите напред? Животот во беда е реалност во Шутка, најголемата ромска општина на Балканот. За да биде иронијата поголема, најголем дел од државните средства се слеваат токму овде. Надвор од Скопје, условите за живот се уште полоши. Декадата за овие луѓе не значи ништо. Откако еуфоријата спласна, нив ги дочекаа 8 години празни зборови, проекти на хартија и неисполнети ветувања на ромските политичари.